Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Училиште на животот, дел 3. Прва помош. Си видел ли некогаш болница во која нема лекари или медицински сестри? Такво место постоело. Всушност, не изгледало како болница, туку како базен со 2 одделни базени. Целиот објект бил опкружен со 4 заоблени врати, а ходникот ги одделувал 2 базени. Многу болни луѓе лежеле таму, но ниеден лекар не ги лекувал. Немало прва помош и немало амбуланта за итни случаи. Болните луѓе постојано гледале во водата. Се верувало дека понекогаш ангел ја допирал водата. Потоа, кој ќе влезел прв во водата, бил излекуван. А сите болни луѓе сакале да бидат излекувани. Особено сакатиот човек се надевал дека ќе добие прва помош од водата. Не можам да го свртам погледот од водата. Таму се движи. Треба да бидам првиот што ќе влезе во водата. Повторно задоцнив. Никогаш нема да успеам. Разочаран, повторно легнал на својата постела. Чекал прва помош 38 години. Еден ден некој го посетил. Сакаш ли да бидеш излекуван? Да, но нема кој да ме стави во водата. Секогаш некој друг влегува во водата пред мене. Стани, земи си ја постелката и оди. Човекот станал и бил излекуван. Добил прва помош без игла или фластер. Целосно здрав по 38 години. Се прашувам, дали другите болни луѓе кои го виделе тоа биле среќни? Што мислиш дека правиш? Денеска е сабота. На овој ден за одмор забрането е да ја носиш твојата постелка. Човекот кој ме излекува ми рече да си ја земам постелката и да одам. Кој беше тоа? Не знам, не го видов повторно. Дали знаеш кој бил тоа? Точно, тој бил Господ Исус. Тој најдобро дава прва помош. Не само за нашето тело, туку и за нашата душа. Тој помага и спасува со задоволство. Кога подоцна разговарал со излекуваниот човек, му дал добар совет. Сега си здрав. Не биди неправеден и не греши повеќе, за да не ти се случи нешто полошо. Можам да замислам на што мислел Исус. Можеш ли и ти? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!